Добра вечер, вие сте со топ тема. Повеќе од 30 милиони евра заработиле извршителите во земјава за последните 7 години. Некои од нив броеле добивки поголеми од 300.000 евра годишно, а кај добар дел годишната заработка надминала 100.000 евра. Граѓаните пак оние кои тешко врзуваат крај со крај се жалат дека често сумите што им се наплаќаат преку извршителите ја надминуваат вредноста на основниот долг. Новите законски измени ги кренаа на нозе извршителите. Граѓаните пак делумно задоволни, но велат потребно е нивно укинување и враќање во судот. Вечерва во топ тема дебатираат Зоран Димов, председател на Комора на извршители, Маријан Ристевски од граѓанската организација Стоп за извршителите, Ангел Ристов, универзитетски професор и Надица Спасовска, која во студиото на топ тема дојде за да го раскаже својот случај во кој таа има проблем, каде што за долг од неколку илјади денари сега треба да плати неколку илјади евра. Добро вечер за сите. Димов, ќе почнам со вас. Овие суми кои што ги споменав и во самата најава, јасно е дека укажуваат дека оваа ваша професија, извршител е и како примамлива ако се следат заработките кои што ги имаат извршителите. Незадоволни сте од владиниот предлог со кој што се намалува и вашата заработка практично и владата сега задира во вашиот джеп, па решивте да имате еднодневен штрајк, да ги затворите канцелариите за да го изразите револтот. Од што точно сте незадоволни како Комора на извршители? Па прво да ги поздравам гледачите на топ тема вечерва и воопшто гледачите на телевизија Телма. Ние сме извршители кои обаваме јавно овластување и наша законска задача, односно законско овластување е да ги наплатуваме долговите кои се одредени во извршните исправи на нашите судови, нотарските исправи и сите други исправи кои представуваат извршна исправа согласно законот за извршување. Со оглед на важноста на системот на извршување во Република Северна Македонија, уште од самиот почеток системот на извршување беше донесен законот за извршување. Добро, го знаеме како идеше целата таа постапка. Што е она што сега вие сте незадоволни како Комора на извршители за да одлучите на еднодневен штрајк да одите? Како Комора на извршители сакаме да кажеме дека ние почувствувавме потреба да искажеме нашето несогласување со предлогот што беше даден од страна на Министерството за правда со цел да предизвикаме значење и да предизвикаме и да побудиме интерес за граѓаните во Република Македонија. Од што точно, од кој дел од предлогот сте незадоволни? Вака ќе ви кажам, оваа година по втор пат се намалува тарифата на извршување и таков предлог добивме. Меѓутоа, ние како Комора на извршители мораме да ви кажеме дека се соочивме со проблеми во работењето и во одржувањето на канцелариите на извршители. Се затвори некоја канцеларија во меѓувреме? Често се оперира само со првите топ 10 извршители. Не само интересира, ќе зборувам и за тоа дали во меѓувреме некоја канцеларија се затвори, бидејќи велите дека има финансиски проблеми во работењето. Па тарифата на извршителите беше намалена за скоро 70-80%. Дали тоа затвори некоја канцеларија? Па доведе многу канцеларии до состојба да размислуваат за затварање и верувајте дека оваа година, во 2019 година, ќе се види, ќе се покаже колку канцеларии имаат намален профит. И не се работи само за профитот, се работи за воопшто за неиздржливост со тие тарифи. Не ми кажавте што точно сте незадоволни од наградата од 1000 на 300 евра намалување? Значи, ние сметавме дека наградата на 300 евра ќе ги намали многу приходите, меѓутоа, со оглед на тоа што се најави дека ќе биде само на блокадата на сметка на физички лица, мислам дека се дојде до разумно решение во овој момент, заради тоа што ние ги разбираме граѓаните кои се во тешка ситуација. Меѓутоа морам колку ќе биде, колку е вашиот предлог сега сакам да за кажам дека наградата? максимум е тоа што може да наплатиме 300 евра.
а ние наплаќаме на одредени предмети и 2 евра награда. Тоа е тоа што можеби некои граѓани не го разбираат, меѓутоа мораме да кажеме... Има и наплаќање 1000 евра, беше од 1000 на 300 Тоа беше евра. максимум 1000 евра, а сега е максимум 300 евра. За блокирање на сметка колку наплаќате? За блокирање на сметка сега ќе наплатиме максимум 300 евра, меѓутоа во зависност од висината на долгот. До 1000 евра наплаќавме 2 евра, а над 1000 евра 10 евра. Ристовски, како сте вие задоволен од предлогот новиот кој што го регулира работењето на извршителите? Па видите, ова што денеска го соопшти премиерот и министерката за правда, треба да го изанализира, меѓутоа на прв поглед мора да го поздравиме како граѓанска иницијатива, поготово во делот кај што е за јавните предпријатија, че се надевам че смогне сили премиерот и министерката да истите овие мерки важат и во приватните фирми, поготово приватните банки, зашто верувајте, граѓаните таму нема шанса да излезат од тоа нешто што се соочуваат. Имаме примери кај што граѓанин земал например 300.000 денари, 5.000 евра кредит, како секој што зема граѓанин, одеднаш кога фирмата пропаѓа, тој граѓанин е без работа, прави напори да ги врати долговите и имаме примери кај што 300.000 денари, верувајте, 1.200.000 е стигнато и веќе нон-стоп расте долгот. И затоа апелираме ви вечера до премиерот да разговараат со приватните банки, со Народната банка. Ја мислам и банките треба да се сложат да го земат она барем што навистина може да го наплатат, зашто граѓаните веќе не може да го наплатат тој долг. Бараат разни начини да дури ја напуштаат државата, да смогнат некои средства да го исплатат тој долг, меѓутоа тоа е тешко да се исплива и се надевам и оптимисум дека и во тој дел ќе се најде заеднички јазик со приватните банки и приватните компании. Ова што го кажува господинот Димов, вие претходно убаво кажавте во најавата, тие милиони евра не се собираат од 5 евра, од 10 евра, од 200 евра. Тоа е невидена работа што се правеше во претходните години и се надевам ова ќе биде последна дебата како што имаме граѓански иницијативи или било кои со приватните извршители. Следната дебата ќе биде како извршители вратени во судот да работат за плата, нема потреба да се потресуваат, нема потреба од нервози. Треба да сватат дека најверојатно владата го свати револтот и апелот на граѓаните и конечно ќе ги стави извршителите во ред. Нека се вратат во суд како судски извршители, нека работат за плата, немаат потреба од турбуленции, нека чекаат и тие крај на месецот плата, бидејќи страшна работа се случуваше во минатото, ни сами се свесни, меѓу себе се напаѓаат. Сите Македонија е мала, имаме роднини, пријатели, комшии кои што гледаме извршители кои што пред десетина години беа обични граѓани, сега се збеснати, постираат во Facebook, одат на Чикаго на превари, на утакмици Америка, дури немаат срам постираат. Тие пари не се заработени тек така. Тоа мора да се стави крај и ние нема да се смириме како граѓанска иницијатива се додека не ги видиме да се вратат во суд да работат за плата. Димов, ќе се вратите ли во суд назад да работите за плата? Па видите, да ви кажем, ние работиме согласно законот. Согласно законот, како ќе одреди законодавецот, ние така ќе се однесуваме. Меѓутоа сметам дека враќањето во суд е враќање во минатото. Тоа значи дека должниците не ги плаќаат своите долгови. Само да ви кажам една анализа, дека во првата година во судот, согласно тогашните анализи што беа правени пред донесување на законот за извршување, само 2 до 3% од побарувањата во првата година се наплаќа во корист на доверителите. Доверителите беа заштитени. Кога влезе во сила... извршителите тогаш не си ја вршеле работата или сега се мотивирани заради... Не, судот не си ја вршил работата. Извршителите со стапување во сила на новиот закон за извршување во мај 2006 година, тој процент порасне на 40%. Сметам дека денеска живееме во едно ново општество, каде што има приватни инвеститори и тие инвеститори ќе мораат, ако сакаме да инвестираат во нашата држава, да мораат, да можат да си ги наплаќаат своите побарувања. Во спротивно, никој нема да дојде да инвестира во нашата држава. Заради воведување во сила на законот за извршување, се намалени каматите од страна на банките и е постигнат голем резултат во однос на странските инвестиции. Само секунда се извинувам. Јас стално на дебати, еви овде кога ќе употребам. Мене не ми е јасно, ако извршителот е приватен, ќе функционира.
Ако е државен, не функционира. Тоа беше поентата. Значи, што се упрашање, парите? Не може ако кај ја работа во железница, машиноводачот дали е државен, дали е приватен, тој мора со целокупниот опкружен персонал што е во правници, да не ги спомнувам сите, да го отпремаат возот од точка А до точка Б. Така извршителите, че си работат во суд, комунизмот, нема више комунизам. Тој што не работи, ќе си оди. Не може да работат позитивно и убаво кога се приватни, ако се државни, што сега да кажи, нема да работиме, ќе докажеме дека не, па една Германија ги имаат државни се извршителите, како таму се функционира. Во Словенија, ако не се лажам, и да не ги бројам другите држави, оние спомнуваат, го земавме ние холандскиот систем и го спроведовме во Македонија. Холандија, господин Димов, кај да се свртиш има работно место, има пари. Во Македонија кај да се свртиш извршители, нотари, не може така. Македонија е социјална држава. Дај Боже ние да доеме како Холандија, како Шведска, како Данска. Ако сакате не приватни, колку сака нека има, граѓаните ќе си го плаќаат долгот. Не може граѓаните да платат. Вие сите сами знаете, сиромашниот народ не може да плати. И сега дека некој го плаќа, вие еве и преска кажавте, законот е таков. Вие сте таа фела, вие сте правници, треба да укажете луѓе, ова што го наплаќаме ќе ви каже граѓанката. Не е нормално. Треба да се соочиме со реалноста. Владава конечно сега свати, значи да се плати главниот долг. Никој не бега од главниот долг, луѓе. Никој не сака анархија во државата. Меѓутоа не може народ дека е сиромашен значи вие го казнувате не само вие, заедно со нотарите, со адвокатите, со доверителите. Вие го казнувате народот дека е сиромав и дека е сиромав му давате плюс дополнително. Па дека е сиромав треба да направите некои лестителни околности да плати граѓанинот. Никој не сака хаос во државата. Ристевски да му дозволиме да говори, па потоа да го вклучиме и професорот. Јас би сакал само да напоменам дека господинот Маријан истакна дека е Македонија социјална држава. Согласно Уставот на Република Македонија, социјалната политика ја води државата. Тоа значи дека има Министерство за труд и социјала и дека извршителот нема овластувања да води социјална политика. Може да укаже, како правници може да укаже. Дозволете вака, господин Маријан, да ја спуштиме темата. Значи, сакам да напоменам дека и покрај тоа што Македонија како држава има должност да води социјална политика, односно да ги изгрижи, што ние тотално се согласуваме како комора на извршители, социјалните случаи во Република Македонија. Во Законот за извршување стои дека извршителите не наплаќаат за социјалните случаи. Многу леснителни околности има во законот со оглед на тоа што законот не задолжи, односно не задолжи и меморандумот што го составивме заедно со Министерството на труд и социјала и ни се отвори регистарот. А 10 години наназад? Ве молам, само ако може да се искажам. Регистарот ни е отворен и ние веднаш постапуваме кај физичките лица. Да, но тука и јас ке ве прекратам, бидејќи убаво вели Ристовски, тоа беше од лани договорено, а претходно имаше серија поплаки дека се наплаќаат и од социјални случаи. Вака, сега, точно е тоа, дека се наплаќале, меѓутоа извршителите со оглед на тоа што заедно со Министерството за труд и социјала ја увидоа таа грешка. Значи, во таа ситуација составивме договор, не е грешка, извините, не е грешка, него е тоа пропуст бил во законот и ние од тогаш тотално за секое физичко лице, пред да започнеме да извршуваме, значи проверуваме дали е тоа физичко лице социјален случај. Значи од 2000 и кога сте од 2005 сте формирани? Да. Во 2017 увидовте дека сте наплаќали кај социјалните. Ние не сме увиделе, него вие дури не сте увиделе. Не сме увиделе, туку се договоривме заради заштита на граѓаните со таков социјален статус да не правиме никакви извршни дејствија, да не им наплаќаме и тие од тогаш граѓаните тотално не плаќаат ништо доколку го уживаат статусот на социјален случај. Но тоа не е доволно. Морам да кажам дека се донесоа и закони да се олесни ситуацијата на таквите граѓани. Ова денеска што го најави премиерот е трет закон, со тоа што ќе се репрограмираат главните долгови во зависност од висината на долгот од 1 до 5 години, до 4 години, колку што слушнав на телевизија, и ќе се опростат каматите од државните и од сите други предпријатија кои испорачуваат енергија за граѓаните кои се во неможност да плаќаат.
Ристов, сметате ли дека е подобро да се вратат извршителите назад во судот со оглед на сите овие поплаки кои што ги имаме, особено изминатиот период сведоци сме како пред Министерството за правда протестираат голем број на луѓе, имаат серија низа поплаки каде што долг од неколку илјади денари достигнува со извршител наплата до неколку илјадници евра. Најпред би сакал да кажам добро вечер на сите гледачи на вашата телевизија и навистина ми представува голема чест и задоволство што конечно во нашата држава, благодарение на оваа иницијатива, конечно се осврнуваме кон проблемите на приватното право, кон проблемите на граѓаните кои што секојдневно ги тиштат, со кои што секојдневно се соочуваат, имајќи предвид дека со години наназад ние сме осврнати кон јавното право, кон проблемите со кривичното право, кривичната постапка, со јавното право, специјалното јавно обвинителство. Токму проблемот кој што се поврзува со извршувањето и причината поради која што се појавија извршителите во нашиот правен систем е токму тој поранешен правен систем каде што судот се покажа како неефикасен. Повеќе од 200-300 илјади предмети останаа во судските депоа и токму тие денес ги тиштат нашите граѓани кои што имаат проблеми со бројни ако извршителите сега се ефикасни, зошто тогаш истата таа дејност кога е во судот не може да е ефикасна и да ги наплати долговите? Веднаш ќе ви го кажам одговорот. Без да плаќаат граѓаните толкави суми. Нормално е дека и оние кои што се должи сакаат да си ги наплатат долговите. И тоа треба да се има во предвид. Се разбираме. Ние до 90-те години живеевме во еден поранешен социјалистички поредок. Во тој период владееше или приоритетна беше општествената сопственост, која што беше сечија и ничија. Така да не се враќаме назад прашањето, тоа сега, дали би можело... Тоа допринесе да во тоа време должниците беа повеќе заштитени од доверителите. Меѓутоа, со периодот на транзиција од 90-тите години наам, голем број на предмети остана во судските депоа. Зошто? Затоа што судската администрација не беше ефикасна и токму поради тоа беше направена оваа реформа да се востануваат извршителите кои што станаа поефикасни. Зошто? Затоа што има приватна иницијатива, а токму наградата и тарифата кои што законодавецот има возможи дозволи да тие станат поефикасни од судот. Голем број на предмети кои што 200-300 илјади беа од судските депоа од 2012 година беа префрлени од судовите на извршителите, денес е проблемот на нашето општество. Ама видете, вие зборувате, токму таа награда и таа тарифа овозможи дел од извршителите да имаат профити по 300.000 евра, а од друга страна да имаме огромен број на граѓани кои што не може да го платат долгот кој што им се наталожил со камати. Прашањето е зошто тие не може да бидат ефикасни ако нема... Видете, проблемот не е едноставен. Проблемот е комплексен. Ние сега гледаме само извршителите како финални екзекутори на правдата, како финална реализација на правдата. Меѓутоа, проблемот е многу покомплексен. Проблемот се состои од тоа што... Можат ли да бидат ефикасни ако се вратат во судот сега? Видете, ние дојдовме до фаза и до реформи да дојдеме до приватни извршители затоа што судот беше неефикасен. Ама добро, еве сега зборуваме за реформи во судска администрација. Тоа треба да ги прашате, значи, судовите, дали се тие сега во возможност повторно да се вратат назад, дали тие ќе бидат ефикасни, дали ние можеме да учиме од грешките од порано направени кои што еве денес имаме и присутни сведоци овде кои што имаат проблеми од таа неефикасност на судот, неажурност, недоставување на бројни доставници, заборавени долгови, да после 10-15 години ние денес имаме граѓани кои што велат, па јас прв пат слушам дека сум имал долг пред 10-15 години. Тоа е, почитувани граѓани, неефикасноста и нежурноста на судот. Значи, ако сакаме повторно да се вратиме назад, ние повторно ќе го вратиме проблемот. Не го решава. Меѓутоа, овде сме како наука. Според вас за да се задоволат и извршителите и граѓаните? Непристрасно само да кажем. Значи, не се проблем извршителите, не е проблем тука тарифата. Проблем е тоа што ние во нашата држава имаме проблем со каматата. Ние сме една од државите кое што или од законодавството кое што никаде во современите законодавства каматата не тече неограничено. Да се подсетиме, во минатото, во периодот на социјализмот, Законот за облигационни односи од 1978 година предвидуваше дека каматата тече до достигнување на главницата. Меѓутоа, во периодот на големата инфлација и транзиција пред распадот на социјализмот 90-тите години,
се достигнува големи Што е стапки на решението? Да, инфлација ме интересира. и поради тоа тогаш се укина таа одредба продолжи да живее и понатаму. И дури во 2001 година, значи и покрај тоа што е решението? Ама немаме толку време за тоа. Само да го кажем на граѓаните. Сега ако сакаме да се разбереме, ќе ви кажем што е решението. Значи покрај тоа што се стабилизира, значи инфлацијата, да немаме толку инфлации, ние и понатаму го задржаме старото решение каде што каматата неограничено тече. Значи ние сме од ретките држави каде што каматата неограничено тече и затоа имаме денес незадоволни граѓани. Што е решението? Решението е она што науката за граѓанското право со години од 2011 година го предвидува во проектот за граѓанскиот законник на Македонија, каде што предвидува дека каматата тече до достигнување на главницата. Но ние се уште го немаме тоа решение. И покрај тоа што можеби владата предвидува, има предлог решение, но се уште ние имаме решение каде што каматата тече неограничено. Да. Тоа е клучниот проблем. Но не е само тоа. Ако ми дозволите, ја би сакал да го објаснам. Малку подоцна сакам да ги вклучам и другите, меѓутоа мораме тука. Не прекинете сега, значи не го објаснуваме проблемот на граѓаните. Ја мислам дека е во интерес на граѓанска иницијатива да сватат дека не е само тој проблем. Значи, ве замолувам, сакам да погледнеме еден прилог за тоа колку се заработките на извршителите и потоа ќе продолжиме со дебатата. Прилогот на Александра Филиповска. 12,5 милиони евра. Толку свртеле лани околу 100 извршители во земјава. Откако ги платиле сите давачки, заплати, режиски трошоци, канцеларии, како чист кјар им останале 4,7 милиони евра. Анализата на Телма покажува дека лани дневно на сметките на извршителите легнувале по 34.000 евра приход, од кој речиси 13.000 евра дневно се претварале во добивка. Или пак месечно, извршителите броеле кјар од 393.000 евра. Податоците од Централниот регистар покажуваат дека лани само 10 извршители со највисока заработувачка имале вкупен приход од 2,6 милиони евра и кјар од 1,3 милиони евра. Прв на листата со најголема заработувачка е скопскиот извршител Гордан Станковиќ. Лани имал вкупен приход од 465.000 евра и кјар од речиси 170.000 евра. Следува Крумко Царов, извршител од Скопје. Имал приход од речиси 224.000 евра и профит од 152.000 евра. Трете Антонио Коштанов од Скопје со приход од 317.000 евра и добивка од 148.000 евра. Четврта е Весна Деловска, исто од Скопје, која прикажала приход од 250.000 и чист кјар од 147.000 евра. Гордана Џутевска е првиот извршител во топ 5 листата кој не е од Скопје, туку од Струга. На сметка легнале 338.000 евра, од кои избројала чист профит од 144.000 евра. Шеста е Емилија Павловска од Штип, со приход од 224.000 евра и кјар од 134.000 евра. Христо Јованов од Скопје пак имал приход од 289.000 евра и добивка од 113.000 евра. Извршителката Славица Крстевска од Куманово лани пак имала приход од 141.000 евра и кјар од речиси 112.000 евра. Предпоследен на листата е Прентим Керими од Куманово, со приход од 190.000 евра и профит од 106.000 евра. Последен во листата топ 10 пак е Благоја Каламатиев од Скопје. Имал приходи од 185.000 евра и кјар од речиси 100.000 евра. Листата и предходната 2017 година е со истите бројки за заработувачката на извршителите, но распределени на различен начин. Ако лани Гордан Станковиќ бил прв, во 2017 на второ место со кјар од 199.000 евра или 20.000 евра повеќе од лани. А првото место го зазела Гордана Џутевска од Струга со заработувачка од 238.000 евра или за над 90.000 евра повеќе од лани. Но вкупната заработувачка на сите извршители во 2017 година била речиси иста како лани – 4,7 милиони евра. Податоците од Централниот регистар практично се спротивни на тврдењата на извршителите дека им паѓаат приходите и дека некои извршители едва и преживуваат. Да, назад сме во студиото, тука ќе ја вклучам Спасовска, која што има проблем затоа што за долг од 400 денари треба да плати сума од 18.000 денари и при тоа не е единствената сметка која што ја имате како долг, имате повеќе сметки, ќе може ли да ни објасните вашиот случај? Јас сум пред 3 години во пензија отидена.
точно е тоа што го кажа председателот на комората, дека на социјални, како невработена, како без приходи, не ми се извршуваше никаков дел од долг. Виртуелен долг е ова не е ни долг, ќе кажам покасно зашто. На 22 и во откако добив пензија на 2 пати или 3 пати, не можам да се сетам точно. Еднаш знам дека 6 месеци минатата година ми се сопираше од пензијата 1/3. Додека годинава ден недела пред првото усогласување, намалување на вашата тарифа, добив 8 решенија, налози фактички за извршување, од кои ова побарување мое, мислам ова побарување за извршување врз основа на побарување од БЕК за паушален износ. Јас сум исклучена уште од 2007 година, а тие бараат, јас како што добивав налог за платен налог, така ги приговарав тие ова и сето тоа, барајќи ја правдата, дојде овие налози на 22.6.2019 година, 8 налога во еден На колкава сума се вкупните налози и колку е вкупниот износ на сите налози се за главен долг од 420 денари, 440 денари до 18.000 денари. Не, главниот долг, го кажувам, до 800 и нешто денари. За тие сите 8 побарувања, околу 8.000 и нешто доаѓаат. За тие сите побарувања, Каламатиев, извршителот, ни побарува износ некаде од прилика околу 130.000. Само да разбрав, дали разбрав добро, за 8.000 денари треба да платите 130.000 денари. 130.000 денари. И сега, што е најважно, што мене ме погодува, што немам никаков извештај, јас до кога фактички овие следни 5 години, по моја пресметка, јас треба да примам 1/3 помалку од пензијата. И немам и не се знае до кога е тој каматата, до кога ќе тече на сето тоа. Секој решение, секој налог за извршување е посебен. Значи на тоа дополнително ви тече до исплата на камата, додека не го платите долгот дополнително. До кога ќе биде не се знае. Воедно сакам да искористам прилика да го поздравам решението на владата со тоа што се надевам дека ова најдолгиот пат почнува со првиот чекор. Па мислам дека понатака ќе се... Како се справувате со овие долгови? Кој ќе ти сопрат од платата, од пензијата, како можеш со тие пари, тегни ги како ластик, докај можеш да се снајдеш до таму. Димов, 8.000 денари, долг да се вратат 130.000 денари, а ги видовме овие суми од стотици илјади евра кои што не заработуваат извршителите. Предпоставам дека тука ќе речете дека сите не заработуваат толку, меѓутоа од 100 10 Јас сакам да кажам дека овде се работи за повеќе решенија за кои извршителот не е виновен што се тужи на мал рок. Значи се тужи на 2, на 3 неплатени сметки, што не е во ред и ние како комора се залагавме да не се тужат одеднаш помалку сметки од 10 сметки, за да не дојде до овакво побарување. Јас за оваа ситуација ние имаме повеќе пати дискутирано во комората и ние баравме решение баш за овој тип на должници. Меѓутоа, јас морам да кажам дека се согласувам тоа да се направи во еднина, меѓутоа со измените на законот за извршување во 2018 година, 18 година, извинете, значи се воведе одредба за посебни трошоци за комуналните предмети. Со тоа што извршителот не може да наплати повеќе од 20% од целокупниот долг пресметан на главен долг и на камата.
Така да, предпоставам дека се овие постари решенија, што ги демонстрираше вече Нема од 22 се. Од кога? 22 Да, ама не сум ги видел, може ги дадам. Наташа, мислам, извинете, само ве молам. Ми се молам, ама ја ви се молам. Господин Маријан, Ама ве молам. само секунда, сакам јас да ви помогнам. Не можам јас да завршам. Ама нешто, видете. Јас морам да ја завршам реченицата, ве молам. Ај завршете, меѓутоа нешто што не се брани, верувајте. Не сакам да бранам, јас само кажувам дека Водите со емисија вече. вие ако водите со емисијата, ве молам, ми дадовте. Ма еве добро, можете да си Вие прашате меѓусебно секако дебата и може еден на друг да си поставите прашање. Ова е само еден дел од одјавници. Ја не си Маријан, сада нека објаснат. Ова е само еден дел од приказката и ние као комора исто така се залагаме за решавање на овие предмети. Вака, ќе ви кажам. Прво, сакам да ви кажам една анализа. Значи, наплатени средства во корист според структура на должници во 2018 година од сите физички лица се наплатени 33 милиони евра. Во исто време од правни лица се наплатени 78 милиони евра. По структура на доверители во 2018 година наплатени се средства од за физички лица 22 милиони евра, а за правни лица 103 милиони евра. Сакам да кажам дека Законот за извршување не постои само за должниците. Законот за извршување постои и за доверителите. Тој е потребен и за државата, да наплатите државните органи, дозволете. И ние сите тоа велиме дека сите треба да го наплатат. Значи тие кои што имаат кон нив долг треба да го наплатат. Тоа е јасно, тука никој не спори. Тоа значи дека само 12 милиони евра повеќе сме наплатиле од должници физички лица, отколку што сме наплатиле за физички лица. Значи, има физички лица кои исто така не можат да го наплатат долгот од други физички лица или јавни предпријатија, ве молам, со тоа што само уште еден податок ќе ви кажам, дека од целокупното извршување во 2018 година наплатени се вкупно 78 милиона, околу 100 милиона евра и за едните и за другите. Да, само ако може. Вака, господине Димов, јас зборам народно. Ова господја овдека ви презентираше документи. Кај што извршителот, господинот Каламатиев, ако не се лажам, за 800 денари треба да земе 100.000 денари. И вие уште не викате, јас да сум не Каламатиев било кој, кога ќе видам, па прашувам, дали имате нешто људско во вас, луѓе? Немој да ми кажувате сега, ние го работиме законот. Вие сте тие што треба да, вие сте правници. Господине, се извинувам, вие може да ги браните нив колку сакате. Не браниме никого, ние овде говориме вистина. Па ова е вистина, еве го. Значи правници, нотари, суди и адвокати работат врз основа на закон. Ама чекај, законот кој го прави? Не може да говорите, законот го прави законодавец. Собранието, вие таму треба да се обратите. Се обраќаме ние секаде. Значи, а вие што правите како правници, како еминентни професори? Вие што правите? Зашто вие не ни се придружите? Ама нема да ви дознам, сакам да завршам кој е поентата па ќе ве слушам да ми кажете. Добро. Значи за 8.000 денари 120.000 денари, луѓе. 120.000. Еве го тој господин што викате вие ништо не наплаќате. Само одедно ќе земам решение. Овој господин наплаќа 1.500 на име на трошоци на постапка извршна не знам што. 1.140 на име на трошоци за постапка. 3.370 на име трошоци постапка според извршна исправа. И да не читам. Значи, он околу 6.000-7.000 ќе земе одедно. Добро. Пута 8.000 евра најмалку ќе си стави у джеп. Што сработил тој, што измислил 1000 евра? Господин Маријан, само ве молам. Вие сами овде потенцирате дека наплаќа трошоци судски, односно нотарски и Не нотарски, извршни за награда за извршител, што ги има овде. Ајде прочитајте колку е награда. Ги читам 3.000 и нешто. 3.000 и нешто. Ајде сега прочитајте колку се трошоците што се... Ама 400 денари главен долг. Ако вака господ... Еве посмирен. Ама чекате, јас вие им рекол да прочитам. Ако за 400 денари главен долг
Извршител 3000 нешто наплаќа. И адвокатот исто. Да го ставиме бе, пошто малце адвокатот, тие Тоа се е тоа, госпожа. Да, тие се омарспанати адвокатот, нотарот не се од Македонија. трошоци и за нотари и за адвокати, Вака. Ама за 400 денари... За 400 денари 3000 нешто извршни действија извршителот земаве. Нели е срамота, нели е греота, луѓе? И нотарот... Тука збориме. Иначе треба да се плати. Зашто на оваа женичка 400 денари не иземите 500 денари? Значи вака, вие кажувате сите дека ова не е исправно, дека треба да се смени законот, дека владата не чини, дека била прошата влада не чини, не знам кој го донесол. И сите знаеме дека ова е грабеж на народ и сите чутиме и понатаму работиме според постоечкиот закон. И ќе бидеме Видете социјални вака. А случаи. што да видам, што да гледам. Со оглед на тоа што вие тврдите дека ова грабеж, вие навлегувате во кривично правна материја. Не знам, тоа вие сте Дозволете, стручен, многу кажете ми често, како јас, дозволете, некој влага у само да ви грабеж. кажам. И ќе одговарате што влага у Дозволете грабеж. да ви кажам. Не може никој да одговара ако врши јавно овластување. А може секој да одговара ако го прекорачува тоа јавно овластување. Затоа има дисциплинска комисија, затоа имате право на тужба, право на приговори кои се од итен карактер и таму можете да приговарате. Јас само ќе ви кажам вам дека многу често се користат извршителите како етикета за нешто што не е. Не е. Не е. Овај чаршав познат вие? Не ми е познат, не го гледам од Ќе му го тука. дадам на господинот, ова извршување еден извршител го врши од 2001, сега сме 2019. Ова извршители само се менуваат, значи имаат кривични постапки 7, граѓански постапки 6. 19 години го вршат ова извршување. Еве ќе му го дадам на професорот, веднаш ќе ви кажам како дека бранител на извршителите- граѓанско право веднаш ќе- слободно, да го испитате и ако нешто, пошто вика без позиција. Веднаш ќе ви кажам дека извршител не може од 2001 да постапува, зашто се извршителите започнале со работа во 2006 година. Значи веднаш ќе ви кажам дека ги мешате работите. Не ги мешам, од 2001 е почнато постапка судска. Вие сте го наследиле. Дозволите, ние сме ги наследиле, ние сме ги наследиле. Не, пошто тие не биле, да се Тие надоврзам на предмети, професорот, господ Маријан. пошто тие не биле експедитивни професоре, 2001 е почнато, дошло експедитивните во 2006 и го тера до 2019. Еве колку се експедитивни во извршување. Маријан. Како ќе го прават Прво ова? и основно тие Маријан. предмети дојдоа во 2019 година во системот од 2011 година. Да ја водам Не, дискусија. значи тие предмети дојдоа кај Мислам дека извршителите не ви е во коректна во забелешката. јуни 2011 година. Јас само се надоврзувам на Дојдоа и професорот, само- бидејќи кога Маријан. биле извршителите Ама, во добра суд, се. не биле Маријан. експедитивни, еве кога Маријан. дошол предметот кај вас, колку сте Еве, експедитивни. Маријан, ќе молчиме, тамо- вие сами ќе си Повелате поставувате Нема Димов. ќе молчам сега. ајде. Маријан, те молам, Димов, повелат. Тие предмети во судовите, од судовите, кај нас, врз основа на закон, преминаа во 2011 година. Тие предмети што преминаа стотици илјади предмети што во судот воопшто не биле работени. Вие барате да се вратиме ние во судот. Да. Само ќе ви објаснам, господин Маријан. Од судот кај нас дојдоа стотици илјади предмети од 90-тите години, што воопшто не беше превземено во тие предмети ниедно действие за да може должникот да биде известен. Јас се согласувам дека граѓаните беа ставени во ситуација непријатна, ни криви ни должни. Во нашата изборна програма, јас во мојата изборна програма како председател на комора, јас предложив да се намалат каматите, за тие предмети да нема камати. Разговаравме и со јавните предпријатија. Ние не сме биле никогаш против граѓаните. Меѓутоа, пак ќе ви кажам, господин Маријан, граѓаните се и должниците и доверителите, и правните лица и физичките лица. Според уставот се сите исти во Република Северна Македонија. Ние морам да кажам дека во последно време се донесоа три закони за отпис на камати. За овој последниот закон што беше донесен, а јас го поздравувам предпоследниот закон, значи сега се направи поголем рез и граѓаните се позаштитени од страна на премиерот. Денеска ги слушнавме. И вие одма реагирате, не ви се допаѓа тоа? Не реков дека не ни се допаѓа. А штрajkувавте? Ние не штрajkувавме за тоа, ние не штрajkувавме, него само изразивме протест, односно несогласување. Ние секогаш остануваме отворени за соработка со владата и со нашето матично министерство. Сакам. Јас овде имам два примери. Едниот е кој што го имаше и во јавноста.
за извршител кој што целата пензија му е наплатил на пензионер. И има едно решение од судот, каде што судот практично утврдува дека незаконски постапува извршителот и доноси такво решение. Претпоставувам дека тоа решение е од порано. Еве, ќе го видам јас. Тоа решение од видите, ова е од ППН од 2019 година, добро. Ние некогаш... Значи, да разјасниме од сега, не од порано, не од порано. Значи, можно е системот значи на Министерството за труд и социјала некогаш да даде некој општ податок каде што не може да се согледа. Меѓутоа, очигледно овој должник го искористил институтот значи за приговор и се донело решение веднаш овој должник... Да, има и уште еден каде што целата пензија практично му е наплатена. Јосиф. Цела пензија која што е добил, цела пензија му е наплатена. И тоа не важи ништо, и тоа е грешка. Ова јас ги најдов за половина час додека пребарував по интернет. Значи само за половина час пребарување јас најдов два случаи. Извршителите Господјата дојде сама тука со исто со проблем. Во 99,9%. Како го коментирате ова? Видите, на толку предмети можеби има и некоја грешка. Меѓутоа, сакам да ви кажам. Овие извршители казнети ли се? Не знаеме, ако има дисциплинска постапка... Па имате ли за нив дисциплинска постапка до сега? Не можам да ви кажам сега, заради тоа што дисциплинските постапки се водат во комората на извршители. Јас ги решавам од како ќе ги добијам. Инаку во комората на извршители имаме ние и една комисија која води сметка за воедначена употреба на тарифата на... Ако вие луѓе пратат представка кај вас, ќе се поведе дисциплинска постапка за овие извршители? Ако има ги имате основи, имињата ги гледам. Ако има основи, ќе се поведе. Дали за вас е сигурно основ решение од суд и апсолутно, ако има основа, јас ќе ви кажам дека дали за вас е година решение на кај судот нас се основа за разрешени дисциплинска постапка? двајца извршители и се изречени повеќе парични казни. Да се... Ве молам, само одговорете ми. Решение на суд дека незаконски постапил извршител. Дали за вас е основа за поведување дисциплинска постапка? Дали е тоа правосилно? Дали е за вас, Не, ако е правосилно, ако е правосилно, дали е основа? Ако е правосилно, доколку се пријави во комората, ги повикувам граѓаните сите неправилности да ги пријавуваат во комората на извршители во министерството. Добро, јас тука го гледам решението за должникот Петер. Што ги повикува да не поднесуваат во комората, туку да поднесуваат кај нив во некоја си правна незаконска комисија. За дисциплинска... Немаме поверење кај вас, што да ги носиме за укорпа да заврши. Вие, господин Маријан, ве повикавме таму за да може да ги едуцираме граѓаните како полесно да поминат и на отворени денови, меѓутоа вие не доаѓате. Морам да запазам дека, дозволете, Добро. дека во Струмица не дојде ниту еден должник. Им кажавме да не доаѓа. Добро, во ред, ниту еден должник не дојде, а во Штип дојдоа само двајца-тројца кои ништо не се пожалија од извршителите, него се пожалија заради високите камати. Толку можам да ви кажам, јас, тоа може да се види на медиумите, кога сакате, може и на оваа телевизија на Телма тоа да го видите. Ристов, повелата... Што, дали може да дозволите? Да, ева повелата, да. При 5 минути тешко дека ќе може, ама имате... Но во интерес на ова господја која што е Да, овде. Јас уште на почеток кажав дека проблемот е комплексен. Првишниот проблем не се извршителите кои што се крајната инстанца во извршувањето. Последната алка, еве господијата. Затоа сме криви, вие знаете, вие се предходно имало правосилна постапка или така. Меѓутоа, клучниот проблем е застареноста на правните решенија кои што ги носиме од времето на социјализмот, а веќе живееме 3 децении во капитализам, во приватна собственост и приватна иницијатива. Клучниот проблем е течењето непрекинато на каматите. Значи, оно што треба и сега се предлага, еве гледам, значи, но и во граѓанскиот закони, кој што како проект е предвиден, е течење каматата до достигнување на основната главнина. Но не и повеќе од тоа. И затоа одговараме, зошто е дојдено од 400 денари до толкова голем. Токму поради тоа, но никој не го поставува тоа прашање. Затоа сме овде кај господин Маријан да ви помогнеме правилно да ги насочите вашите бари. Вториот проблем е рокот на застареност. Значи, ние немаме апсолутен рок на застареност. Вие кажувате, имаме од 90-та, како е можно? Па еве сега науката ви кажува. Имаме правна празнина, ние немаме во нашето законодавство предвидено апсолутен рок на застареност. Дали ќе биде 10, дали ќе биде 20, дали ќе биде 30. Немаме никаков рок кој што во возможува на доверителот неограничено по пред протекот на 10 години да поднесе барање и со тоа го прекинува рокот и така рокот
на застареност неограничено. Да продолжува понатаму, а каматите да течат. И тоа ги доведува граѓаните во ваква една незавидна положба и да имаме голем број на незавидни граѓани. Понатаму, третиот проблем е минималните суми. Значи, основно начало во облигационите односи, мене ми е жал, вечера имаме должници, но треба да има и доверители. Каде се доверителите ова вечер? Значи, и тие се другата страна на должничко доверителски. Ако не се плаќаат долговите, пакта сум серванда, затоа рековме дека треба да се плаќаат долговите. Значи, ние тогаш ќе ни крахира целокупното стопанство. Јавните предпријатија нема да може да поделат плата, нема да може да се врати работникот на работа, нема да може детето кое што не зема видете, алиментација рековме да дека долговите треба да се платат кон доверителите, меѓутоа зборуваме на друга тема. Законско решение каде што за минимални суми, за 100, 200, 400, господја да кажа, стотици, 1000 денари, значи ние овозможуваме доверителот и за 2 денари да поднесе барање кај извршителот, и да бара камата, да бара трошоци и така трошоците за адвокат, за нотар, да ги надминуваат основните главници кои што се баре 2 или 3 дена. Значи тоа треба законодавецот да го размисли ако сакаме на вистина да им помогнеме на граѓаните. Ние како наука со години се залагаме, пишуваме, работиме, ги кажуваме овие работи. Меѓутоа, најверојатно треба да излеземе и ние на протести, за да може некој да не слуша нас. Но секоја чест на иницијативата, и затоа ги укажуваме. Добро е, господин Маријан, ево овие работи што ви укажуваме, да ги земете преди, па може и благодарение на вас и науката ќе се слушне, за да им помогнеме на граѓаните. Ние сме овде за доброто на граѓаните. Следно, никој не говори за адвокатските трошоци. Ќе зборуваме подоцна за адвокатските, ама не можам јас морам да повикам реклами тука. Не, видете, значи јас морам тука да повикам реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Да, назад сме во студиото. Имаме уште неколку минути до крајот на оваа емисија. Спасовска, ќе почнам повторно со вас, бидејќи е финишот на емисијата, кажав што се вашите очекувања и како ќе си го решите овој проблем сега? Овој проблем очекувам да се реши како за мене, така и за јадници луѓе во Македонија. Да се отпишат и овие долгови. Ова е виртуелен долг што не постои. Јас ниту имам договор склучено со БЕК. Исклучена сум од 2007 година. БЕК постои од 2013 делува. Немам склучено договор, ниту па има некоја законска основа за паушалниот износ да ние го плаќа. И затоа викам дека ова е виртуелен долг што не постои, а само се става јамка на обичниот граѓанин. Да украдам нешто, ќе отидам, ќе ме осудат, ќе отидам, ќе лежам во затвор. Меѓутоа, и со тоа ми се намалува казната. А со овакви налози за извршување, тарифи, камати, едно друго, тоа е должничко. Вие практично не знаете ни до кога ќе го плаќате. Должничко. Мојата пресметка за овие 8 решенија е некаде 5 години. Да ги плаќам по 5000 денари. 1/3 од платата. Од пензијата. А што е само да докажам, што е најтрагично во оваа моја состојба, имам побарување од 20.000 евра од Пелагонија инженеринг. Да, вие сте како доверител, а не можете да си ги наплатите од друга страна. Беше дадено на извршител, една недела пред да замине во стечај ми беше даден заклучок дека не можеле да го спроведат извршувањето и да се пријавам по стечајна постапка. Да. Таа стечајна постапка, еве, стои се, а 20.000 евра, а ваму ме теретат за нешто што ниту користам, ниту виртуелен долг. Само да се надоврзам сега. Убаво кажа господијата Надица. Значи, тврдам, не се согласувам со професорот дека кога биле во суд не биле ефикасни, сега се ефикасни. Еве го примерот. Граѓани, имам милион примери. Стокмен предмет. Отекс, се уште е жив. 300 граѓани бараат извршителот да наплати, не може да наплати. Да. А на бабичкава ќе иземат пари, се извинувам, бабичка, не изразам. Македонија пат. Дали е вистина Македонија пат има, знаеме сите кога ќе возиш по автопат, ги оштетуваат луѓето колите, Македонија пат има специјална сметка да не може граѓанин да наплати. Е па како точно? И значи што вие не можете да наплатите. Значи кога граѓанинот, само да кога граѓанинот треба нешто да наплати,
тогаш извршувањето не е у функција. А кога треба вака да се зема од пензија, од плата, е у функција. Не, само да се надоврзам. Ова што рековте вие преска. Дали го знаете ова Љубомир Василевски вие? Од Ѓорче? Не ми познат. Ја ќе ве потсетам. Кусо за да може да одговори на сите бидејќи прашања. морам овај аргумент доказ ме нервираат. Ја реков дека се надевавме на СЕО, сега мора на Русковска да се надеваме. И да се надоврзам на Фрчковски што вика. Овде не сме дојдени да се нервираме. Не се нервирам. Овде сме дојдени да разговараме. Ако се нервирате, вие нервирајте се, јас не се нервирам. Гледате колку Значи јас го поддржувам Фрчковски кај што кажува 20 суди и 20 обвинители, ќе кажам и 20 извршители мора да одговарате. Господината Русковска сега единствена надеж, тие од трите од СЕО пропаднаа. Маријан, сакавте кажете некој пример, не Љубомир Василевски. Ова е млад господин, 30 и нешто години. Работел, пропаднал, земал кредит, не можел да плати. Отишол во странство да работи, господинот Димов отишол дома кај татко му. Што има татко му со синот? Еве ги Димов. Ова ваше ли е? Добро. Залепено. Дома отишол татко му го извадил од памет. Што има? Јас сум отишол дома кај Љубомир Василевски. Ова се ваши? Да не сме овде да решаваме Не, индивидуални случаи. Дали се ова попишано ваши? Ова пишува, се извинам, просто знам дека не ви одговара ова тема. Вие ги браните, ама јас се извинувам. Не е паушал. Република Македонија уште била извршител Зоран Димов. Знаете ли дека Ова сте го закачиле на регал. Една третина. Ова сте го закачиле на телевизор. Ова сте го закачиле на некој шпоред. Види колку се. Докази тврдам пред цела јавност. Дозволете, ова што сте ги одлепиле, правите Не кривично сум ги дело. одлепил, јас тој господинот ги донесол. Значи, дозволете, ова што сега ги држите... Маријан, Ве молам. Човекот рече да ги објавам јавно. Добро, Мареша, молим те, ова е аргументи, во ред, факти се. готово. Завршија минутите, имаат уште по 2 минути. Само ве молам Да. овака. Значи, ова на тие налепници таму стои дека одлепувањето е кривично дело. Прочитајте доле, ќе Читам. видите, постои предупредување. Прва работа. Втора работа. Дозволете, втора работа. Јас сум постапувал по извршна исправа и ако господинот Љубомир Василевски, што искрено не го познавам, апсолутно, што искрено не го познавам, јас сум постапувал по извршна исправа. Сега ќе ви кажем една работа. Во правната наука постои едно правило, дека договорите мора да се исполнуваат. Тоа значи и долговите мора да се плаќаат. Пакта сут сервантус. Тоа е римско правило. Ја не знам такви римски изрази, јас знам ова да ми кажете што има татко му со овај. Јас не знам што... Татко освен што му е. Дозволете овака. Дозволете овака. Ние сме отишле на живеалиште кај што е личната карта на должникот. Тој таму живее. Можел да приговори и приговорот може да биде разгледан од страна на судот. Стои во налозите за извршување. Меѓутоа морам да ви кажам дека ако во системот на извршување оваа година се извршени 100 милиони евра, нема извршено повеќе од 20 милиони евра за граѓаните, односно од физичките лица. Скоро исто толку се наплатени во корист на физичките лица. Ќе ви кажам само уште едно. Зошто не наплатите? Зошто не наплатите? Само уште ова ќе ви го кажам. Дозволете. Ние мораме покрај законот за извршување да ги познаваме и другите закони, односно законот за стечај. Членот 29 од законот за извршување вели: доколку правното лице падне во стечај или физичкото лице почине, тогаш извршувањето се прекинува. Македонија пат во стечај? Доколку ве молам овака. Не, дали Македонија пат е во стечај да види? Не е во стечај. Што има? Има решение за лимит од председателот на судот дека до 130 милиони евра и без разлика, да. Добро, не без разлика. Како ја ќе нападаме Македонија пак? Дозволете, месечен лимит и над тој лимит ние може само да извршуваме. Јас жалам што е тоа така. Па сега жалите што вие ми дека жалите, не можам парите да ги земам, а вие ми ги земате. Маријан, Така што ако жалите? Професоре, Маријан, не може да ми наплати. Што? Денеска го слушавте премиерот. Што има на тој што жали? Маријан, Денеска го Наташа, слушав. он жали, не можем да ги земам парите, Во ред. а може да ми ги Маријан. земе. Господин Маријан. Што го ѓаве господин Маријан? Денеска премиерот. Признавате дека не може да Маријан. наплати. Дека Премиерот убаво Маријан. да слушам ја кога слуша Маријан. дека ме врати во суд. Маријан, значи, во ред И е тогаш, готово. само што ова, пошто сум у синдикат, имаме сега добар социјален Маријан, диалог нема. во Македонија, вратете се во суд, верувајте, тогаш ќе ве бранам како вработени, Маријан, ќе ако побарам да работите ти за го плата како исклучат работници. микрофонот. Значи, Господин готово. Маријан, морам да ви кажам во однос на судот, вие не сте надлежни да ни кажете на нас дали ќе се вратиме во судот. А во законот... Од граѓаните гласот највише се Маријан, ќе слуша. побарам да ти го Дозволете, исклучат овде ние не сме микрофонот. за политика дојдени, овде водиме јавна дебата во однос на закон за извршување и затоа ќе ве замолам само да дослушате. Во Македонија се издаваат 20 милиони веродостојни исправи.
Тоа значи Се штанца. сметки за плаќање на сметки за комунали, за сметки за струја, за вода и така натаму. Сакам да ви кажам, според една наша неофицијална анализа, таква е, бидете сигурни, во системот на извршување од 2017 година влегува највеќе предмети, околу 120.000 предмети за извршување од комунален карактер. Само сакам да ви кажам дека само 1% од граѓаните е процент кој влегува под удар на законот за извршување. 99% од граѓаните, значи ја разбрале финансиската дисциплина што ја донел законот за извршување и тие сами си ги плаќаат долговите. И уште само нешто сакам да ме послушате. Јас сакам да ги едуцираме граѓаните за да дојдат до системот на извршување има неколку препреки. Првата препрека е кога ви пишуваат во јавното претпријатие дека имате неплатена сметка за први, втори, пети месец, 10 месец. Така? И вие не ги плаќате. Добивате, ве утужуваат кај нотар, значи кај нотар поднесуваат барање за издавање, значи нотарски платен налог и тука тој ви се доставува и тогаш не плаќа должникот. Сакам само постапка. Не се Да, ама немаме време веќе. Уште само не се доставува тој налог. Значи не може да не се доставува. Не го добива граѓанинот. Тогаш видите, според законот за нотаријат има правила како се доставува. Кога ќе го добиете, тој тогаш не се плаќа. Тек тогаш доверителот оди и поднесува барање кај извршител. Трошоците за извршување се најниски доколку граѓаните одат и веднаш се договорат со извршителот. Сите извршители кои ги блокираат сметките, веднаш ги деблокираат. И само ова да ви кажам, дека според извештајот на Народна банка, од 80.000 блокирани сметки, само 1/3 се од извршители. А од тие 1/3, верувајте дека имам луѓе кои се иселени од државата, кои ги нема, а само заради нив извршителите само се напаѓаат. Само да му дадеме простор на Ристов и завршуваме. Дека игноранција и юристноцет, незнаењето на правото штети е показател со господинот Маријан. Не знам дали е правник или не, Имаме многу меѓутоа куса време само. не го познавате правото, се појавуваат овакви проблеми. Како да помогнеме на господјата? Да. Како да помогнеме на голем број граѓани? Решението е донесување на законско решение каде што ќе се воведе личен банкрот, каде што ќе се овозможи на граѓани кои што до одредена сума на пари ќе побараат од судот да им се овозможи доверителите да им ги простат долговите, меѓутоа во одреден временски период тие ќе се обидат да вратат колку што е можно повеќе, но тоа со тоа што на нивните финансии ќе биде ставен одреден финансиски повереник или стечајен управник каде што покрај екзистенцијалниот минимум останатото што ќе остане вишок ќе го врати на доверителите. Но од друга страна и доверителите треба да бидат спремни каде што 80 до 90% ќе ги простат долговите и ќе овозможат нов живот на таквиот должник без долгови. Така само секунда Маријан, не се согласувам граѓанинот да е едуциран правно. Јас како машиновозачот или полицајецот, тој си работи тоа што има, тој има задача возот да го однесе и вие ако сте патник безбедно. Значи јас треба да учам право за да се пазам некој да не ми прави достоинско одржување. Не, вие треба да научите да си ги плаќате сметките, господин Маријан. Ги плаќаме само тоа. Маријан, значи ве молам, нема никој. Маријан, да ми кажете од 1.300.000 што имате наплатено колку е главниот долг. Вака ќе ви кажам. Не, ова кажете. Немојте да спекулирате, немојте да спекулирате 1.300.000 се наплатени во корист на доверителите. Не. Колкав е главниот долг само тие милиарди. Маријан, само на тоа се извинувам. Нема да спекулирам. Еве молам да не спекулирате со лазни Маријан, кажете ми 1.200.000.000 колку е главниот долг. Маријан, ви кажам главниот долг ние не го гледаме, ние го гледаме. Како што гледате вие? Професор Маријан, главниот долг. Господин Маријан, Ристов, 700 милиона евра имате наплатено на име трошкови камати. Маријан, камати. Значи, ама од народот имате сега. Значи го имате и граѓаниот утепано и фирмата утепано. Вие правите штета и на доверителот и на граѓаниот. Не, юристите не може да си плаќаат данок. Маријан Димов Ристов, ве молам, Спасовска да каже и завршуваме. Сака, ве молам. Па јас се добро
завршив сега Господинот веле. Димов рече дека социјални случаи. Па јас не сакам да бидам социјален случај. Кој сака, господи? Никој не сака да биде. Зошто мене БЕК ми ги наплаќа, ми праќа тужби за... Да ви одговорам. Заради тоа што имаше закон во Република Северна Македонија дека и ако не го користите парната Не е ќе плаќате 10%. Да, Ама ве сега го има укина. таков Ова закон, влада го укина меѓутоа, законот. За нешто што користиш да платиш, а нешто што има не и однока, користиш господи. не можеш. Ви благодарам на Јавна сите. давачка не е ниту со договор на обврска, облигационен навистина однос. жал. Ви што благодарам на сите за представниците- гостувањето во Топ тема. Тука завршуваме емисијата. Останете и понатаму со нашата програма. Господинот.